материјалите што сите градежни компании ги користат се на ниво многу повисоко од, да речеме, од пред 5 години. Така да она што ќе го видиме во следниот период само може да оди на подобрување на градбата и нормално за истите средства што граѓаните би ги дале за еден нов објект, би добиле поквалитетна градба, пониски сметки за енергија, значи грејењето, ладењето, користењето на уредите во станот ќе биде оптимизирано и на најефикасен од енергетски аспект и од економски аспект начин. Сега се наметнува прашањето како граѓаните да препознаат енергетски ефикасен стан. Сите овие што се нови објекти, значи како што кажав, преку Закона за градење, Закона за енергетика и правилниците што се донесени, веќе имаат обврска да имаат извршена енергетска контрола во моментот кога зградата веќе треба да биде ставена во употреба. Значи сите тие нови објекти, сите тие нови станови, сите веќе имаат сертификат за енергетска карактеристика на зграда или она ние народно како што го кажуваме енергетски пасош, каде што точно се кажува која е енергетската класа на тој објект. И сега кога ќе го погледнете енергетскиот пасош, точно и јасно е дефинирано какви се енергетските потреби за загревање на тој простор. Така да ако видите објект што има енергетска класа А или Б, веќе можете да бидете сигурни дека сметките што ќе плаќате за грејење нема да бидат толку високи како што биле во претходните случаи. Значи граѓаните треба да се информираат преку тој сертификат за енергетска карактеристика на зграда или енергетски пасош, да побараат од инвеститорот да го видат и врз база на одредени анализи што они ќе си ги направат, дали за локација, за квалитетна градба или од енергетскиот пасош, они веќе би биле сигурни дека објектот во кој што намераваат да купат стан, намераваат да им биде следен дом, ќе биде енергетски ефикасен и нема да ги чини економски толку како што претходно би ги чинило. Меѓутоа, дали секогаш кореспондира она што е во енергетскиот пасош напишано енергетската ефикасност? Вашите инспектори се на терен и го контролираат тоа. Што е констатирано до сега? Целиот процес за енергетска контрола, како што напомнав претходно, е почнат пред 3 години. Ние веќе обучивме околу 300 енергетски контролори, кои што ја имаат таа задача да ги контролираат објектите. Значи и старите објекти и новите објекти. Она што го забележавме во изминатиот период е дека повеќето од градежните компании се во склад на прописите што се законски донесени во Република Македонија и енергетските контролори тоа го евидентираат и ни доставуваат до Агенција за енергетика, ни доставуваат извештај каде што јасно пишува која е класата и на кој начин е извршена таа енергетска контрола. Во следниот период, бидејќи веќе имаме одреден број на енергетски контроли што се пристигнати во Агенција за енергетика, ќе направиме една анализа и ќе направиме контрола врз енергетските контролори, за да видиме дали и тие соодветно си ја вршеле работата, дали она што го пишува во сертификатот за енергетска карактеристика на зграда е точно или не е точно и соодветно на тоа ние ќе одговориме. Првичните анализи се дека повеќето од градежните компании се тука некаде со точноста на тие енергетски контроли и со точноста на градбата што претходно ја имаат утврдена. За оние кои што бегаат лево или десно, од тоа ќе има соодветни мерки. Јас секако би сакал сето тоа да биде направено на еден позитивен начин, за да не биде уништена таа идеја дека сертификатот ја покажува на вистина состојбата на објектот. Значи, граѓаните би требало да веруваат на она што енергетските контролори ќе го увидат на терен. Повеќето од сертификатите тврдам дека се во ред. Така да граѓаните можат со некоја доза на сигурност да кажат дека она што ќе го прочитаат во енергетскиот сертификат е навистина она што на терен се гледа. Споменавте дека токму оваа енергетска ефикасност може да им донесе значителни заштеди на сметките за струја. Може ли грубо да се направи колкави заштеди би биле за некои станеве од 100 квадрати? Вака се, кога се прават анализи за еден објект,
тие се прават врз база на квалитетот на градбата на објектот и фокусот е исклучиво за потребите за грејење на објектот. Можно е да има разлика помеѓу начинот на кој што станарот ќе го користи својот стан. Да речеме, можете вие да земете да правите диско во вашиот стан и тоа нема да се одрази на енергетската класа. Но доколку греете на централно грејење, на струја или на друг начин на грејење, би требало согласно сертификатот за енергетска карактеристика на зграда точно да пишува колку киловат сати на метар квадратен годишно вашиот објект би требало да троши за да имате комфортни услови на живот. Тоа е клучно да се каже. Комфортни услови на живот се одредени стандарди што ни овозможуваат ние нормално да функционираме и на работното место и во нашите домови. Тоа не е економско штедење. Значи, ако ви имате станот од 100 квадрати, да греете една соба од 25 квадрати, другите да не бидат грејни, не е комфортен услов за живот. Во нормални услови, доколку се работи за станот 100 квадрати и има енергетска класа, да речеме А, вашите енергетски потреби за грејење не би требало да бидат повеќе од 2000 до 2500 денари на месечно ниво. Сега тоа зависи сепак и како станарот, дали домаќински ќе се однесува и кон својот дом или не.